Дневник на регионалната К1 телевизија. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледате Дневник. Република Македонија го чествува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Пилотите, програмерите и вработените во финансиско-услужните дејности со највисоки плати во август. 21-то државно првенство во брзо одење се одржа денеска во градскиот парк во Велес. Денес 23 октомври се чествува моментот кога се пристапува кон будење на народната свест и јакнење на патриотските чувства и самодовербата кај македонците. Денес нашиот народ го чествува денот на внатрешната македонска револуционерна организација. Денеска во Република Македонија се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Делегации на Собранието на Република Македонија и на владата положија цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк. Со одлука донесена на владина седница по предлог на Министерството за култура, годинава нема да биде доделена државната награда 23 октомври. На сите граѓани на Република Македонија им го честитаме денот на македонската револуционерна борба. Ние го обележуваме достоинствено, онака како што доликува, пред споменикот на символот на таа македонска револуционерна борба Гоце Делчев. Денот на македонската револуционерна борба го одбележаа и членовите на Сојузот на борци на Народно-ослободителната борба. Ние како нивни потомци ги почитуваме сите оние што се бореле за слободна Македонија, рече Трајко Стаматовски. Ние сите сме свесни дека доаѓаме од минатото и остануваме во минатото. Така што мислам дека Сојузот на борците од Народно-ослободителната борба како најсветол датум во историјата на македонскиот народ ќе остане секогаш на браникот на слободна Македонија. На 23 октомври 1893 година во куќата на Иван Хаџи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Батанџиев формиран е Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлегува Внатрешно-македонската револуционерна организација или Внатрешно-македонско-одринска револуционерна организација. Целта на организацијата е борба за ослободување на Македонија со сопствени сили, без помош од надвор. Со тоа започнало и организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, преку Нов, кое резултира со создавање самостојна македонска држава. Кавадарци го чествуваше денот на македонската револуционерна борба. Денеска со положување на свежо цвеќе беа одбележани 124 години од формирањето на ВМРО. На денешен ден 1893 година во Солун во куќата на книжарот Иван Хаџи Николов, една група македонски интелектуалци по долги и сериозни разговори ги удриле темелите на тајната македонска револуционерна организација, потсети денеска историчарот Петре Камчевски. Исто така на денешен ден традиционално 7 година поред се организираше меморијалниот турнир во чест на Сашко Нешковски. Основоположници или членови на првиот состав на оваа организација биле Антон Димитров, Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Иван Хаџи Николов и Дамјан Груев. На првиот состанок на организацијата било изгласано и раководство. За председател бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар Дамјан Груев. Дамјан Груев и Христо Татарчев го изработуваат и првиот устав на организацијата, според кој организацијата била тајна и револуционерна и се простирала на територијата на цела Македонија. Член на оваа организација можел да биде секој кој што е роден во Македонија без оглед на вера и народност. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод одбележувањето на државниот празник 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, упати честитка до граѓаните на Република Македонија.
Одбележувањето на празникот на македонската револуционерна борба е символ на долговековниот непокор и борба на македонскиот народ за слобода, државност и независност, пишува председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во честитката упатена до граѓаните по повод одбележувањето на државниот празник 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Корените на македонската револуционерна борба започнуваат со формирањето на Македонската револуционерна организација на 23 октомври 1893 година, кога шестемина македонски деци ги обедини една визија за исполнување на вековниот сон, слободна Македонија. Патот до слободата беше исполнет со предизвици, но нивната сплотеност и решителност за остварување на своите идеали им даде сила да истраат пред тешкотиите. Пламенот што го разгореа револуционерите го презедоа и линденците, борците во народно-ослободителната и антифашистичка борба и есномците кои го остварија стремежот за слободна македонска држава. Без 23 октомври 1893 не ќе беа можни ниту трите светли линдени од 1903, 1944 и 1991. Наша должност е да им оддадеме почит на нашите борци за слобода и независност, следејќи го нивниот пат. Како следбеници на нашите предци, почитувајќи ја историската реалност, треба да создадеме иднина за нашите потомци. Порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Честитки по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, упатија и од државниот врв. Седумдесет 2% од населението во Македонија, односно 1,5 милион жители на државата, имаат непречен пристап на интернет, а најмалку милион имаат профил на Facebook. Во регионот единствена Словенија и Хрватска имаат повеќе корисници на интернет во споредба со Македонија. И тоа Словенија 75,5% и Хрватска 74,4%. 1.503.000 луѓе или 72,2% од населението во Македонија користат интернет, а милион се приклучени на социјалната мрежа Facebook, покажуваат податоците на специјализираниот статистички вебсайт Интернет-Вордстат. Од земјите во регионот повеќе од македонците интернет користат во Словенија или 75,5%, во Хрватска 74,4%. Зад Македонија се рангирани Црна Гора 69,9%, Босна и Херцеговина со 69,3%, Грција 69,1%, Србија 67,1%, Албанија 66,4% и Бугарија со 59,8%. Во Европа интернет користат 659,6 милиони луѓе, а Facebook 343,2 милиони. Глобалната онлайн мрежа најмногу се користи во Исланд и во Норвешка, речиси 100% од жителите, а најмалку интернет корисници има во Украина 52,5%. Според Интернет Вордстат, во светот има 3,88 милиарди интернет корисници или 51,7% од вкупната светска популација, а 1,7 милиарди луѓе имаат Facebook профили. Вчера попладнето околу 18 часот и 40 минути во полициската станица Свети Николе било пријавено дека во јавната здравствена установа Свети Николе бил донесен 67 годишниот ПН од Свети Николе, кој паднал од дрво додека сечел гранки кој пречеле на електричен вод. Поради карактерот на повредите, ПН со возило на јавната здравствена установа бил пренесен во клинички центар во Штип. Од страна на лекар му биле констатирани тешки телесни повреди и бил задржан на понатамошно лекување. Денеска во градскиот парк во Велес се одржа 21-то државно првенство во брзо одење. Организатори на настанот се двете синдикални организации на вработените на македонски пошти. Недобрите ќе бидат дел од македонската репрезентација, која ќе се надпреварува на Балканското првенство. 21-то државно првенство во брзо одење се одржа денеска во градскиот парк во Велес. Ова првенство всушност е надпревар во брзо одење на вработени во македонски пошти. Се надпреваруваа мажи и жени. Првите на 10 километри, а вторите на 5. Одржување на варски, одржување на кондиција, дружење едноставно со другите
подружници. Ево гледате, ни времето не може да не спречи ни врнежливо, нели и да врне и да вее. Ние сме секогаш на линија, ето сме и денеска во Велес тука да учествуваме. Вела дека поштарите сте едни од најбрзите луѓе, а за вас вела дека вие сте па најбрзиот поштар. Па можда не најбрз, али најиздржлив. Пошто, мислам, повеќе веќе ние одеме на издржливост, него ли што сме на брзина. Оно веќе сега ќе видим, вајде ќе види најбрз, ќе видиме како ќе биде денеска трката. По моите очекувања за прв пат би требало да влезе во првите три, па ќе видиме. Организаторот на настанот се двете синдикални организации на вработените во Македонски пошти. Најдобрите ќе бидат дел од македонската репрезентација, која ќе се надпреварува на Балканското првенство. И на сега на такмичењето за Балканијадата на брзото одење, ние постигнуваме многу добри резултати. Во секое такмичење имаме прво или второ освоено место, така да се котираме во високо на листата како добри брзодачи. Велимено вели дека Балканското првенство оваа година ќе се одржува во соседно Косово. Таму најбрзите учесници од денешното првенство ќе ги одмерат силите со своите колеги од регионот. А во вестите од Македонија ќе гледате кои се професии се највисоко платени во земјава за месец август. Според објавата на Државниот завод за статистика и во месец август, највисоки плати во Македонија имале вработените во воздухопловниот транспорт. Исплатената нето плата била во висина од 56.311 денари. Веднаш послед нив се вработените во компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности. Во споредба со пилотите, оваа група на вработени во септември примиле августовска плата за 2000 денари пониска или 54.319 денари. Следни со примена нето плата според пресметката на Државниот завод за статистика се вработени во финансиско-услужните дејности, потоа следуваат сметководителите. На крајот работниците се од текстилната и кожарската индустрија. Тие примиле плата нешто повисоко од со закон за гарантираната минимална плата од 13.452 денари, односно 12.720 денари. Пет лица загинаа, уште 85 се повредени во разни несреќи и инциденти предизвикани од моќниот тајфун Лан кој вчера ја зафати Јапонија. Јапонската метеоролошка служба исто така наведува дека тајфунот во источна Јапонија може да подигне бранови со височина и до 13 метри. Се предупредува на поплави, лизгање на земјиштето, високи бранови, силен ветер и обилни дождови на пошироката јапонска територија. Свет во продолжение. Косовските општини своите градоначалници ќе ги добијат во вториот круг. Значењето на овие локални избори е поголемо, бидејќи сите ги сметат за тест за новата влада, предводена од Рамуш Харадинај. Во трка за главниот град е актуелниот градоначалник Шпент Ахмети, на кого освоените 44% од гласовите не му беа доволни за да победи во првиот круг. И неговите сопартијци и кандидати за градоначалници на Призрен и Гнилане. Српската листа очекувано доминираше во мнозински српски општини, во Северна Митровица, Лепосавик, Зубин Поток, Граѓаница. Поранешниот премиер Иса Мустафа од Демократската лига на Косово, партија која беше изоставена од формирањето на новата влада, изрази надеж дека ќе успее да освои половина од општините со албанско мнозинство во Косово. Одзивот на изборите остана низок, како и на претходните парламентарни избори, со околу 43,7%. Во Швајцарија тинеџер со секира нападнал неколку лица на бензинска станица во местото Флимс во кантонот Сент Гален во североисточниот дел на Швајцарија. Напаѓачот е уапсен, објавила полицијата. Во соопштението за јавноста нема детали околу бројот на нападнати лица и каква е нивната здравствена состојба. Напаѓачот од летонска националност, кој според полицијата нападот го извел сам и нема индиции дека бил поврзан со некои екстремистички групи. Мотивите за нападот засега не се познати.
Во Македонија под влијание на влажен и студен воздушен бран преовладува облачно време со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни над 30 литри на метар квадратен, особено во источните и југоисточните делови од земјава, каде локално ќе бидат проследени со грмежи. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен јужен ветер, а кон крајот на денот ќе го промени правецот во северен. Врнежите ќе продолжат и во вторник, но со намален интензитет, а на повисоките планини во северозападните делови ќе поминуваат во снег. Во вторник и среда ќе дува засилен северен ветер кој ќе предизвика значително намалување на дневната температура. Од среда ќе има постепено намалување на облачноста, од четврток и пораст на дневната температура. Ова воедно и последната информација за овој дневник. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!